На светско ниво расте бројот на земји кои вложуваат во развојот на авантуристичкиот туризам, независно дали станува збор за економски силни земји или за земји во развој. Искуствата покажуваат дека авантуристичкиот туризам обезбедува висока економска корисност. Ова е темата на денешната приказна. Потенцијалите на Македонија за развој на кајак на диви води се големи. Имаме одлични места, а тоа е потврдено и преку бројните европски и светски надпревари кои досега се имаат одржувано кај нас. Изминативе години на Маткани се случувале голем број на настани од европски рамки. Сме организирале преку 5 европски првенства, во слалом, во спуст, во јуниорска, во сениорска конкуренција. Бевме домаќини веќе на 7 европски купови во кајак спуст. До година сме домаќини на 2 светски купа. За кајакарот Љубомир Спасич, кој со овој спорт се занимава од својата 9-годишна возраст, ова ќе биде успешна година. Меѓу сите успеси во листата е и 3-то место на светското првенство во Шпанија. Овие успеси значат и за подобра афирмација надвор на потенцијалите на овој спорт во Македонија. Би го издвоили и линденскиот кајак слалом, кој што веќе 55 години мислам дека се организира поред, и сето тоа мислам дека придонесува, односно малци институциите во нашата држава, поготово е сега Министерството за спорт, да се ангажира во делот на средување, односно инвестирање на кајакарската патека во спортско-рекреативниот центар Матка. Се надевам дека тоа ќе успееме на некој начин, бидејќи покрај двата светски купи и линденскиот кајак слалом, до година сме и домаќини на Европски олимписки фестивал, каде што кајакот влезе како дел од спортските настани, во кој што, ако чинам, 4000 спортисти од сите спортови ќе бидат учесници на тој Европски олимписки фестивал, па се надевам дека би можело нешто Матка да добие некоја модерна, односно да постане модерен светски канал. Успесите на спортистите и можноста да сме домаќини на значајни првенства говори за големите потенцијали за туризам преку овој спорт. Покрај овие, да кажеме, приватни изнемувачи на кајаци, на суп даски и сето тоа, може да им се заблагодарам, иако они тоа го работат, нели, за парична надокнада во однос на нас, кајакарите и кајакарските клубови со кајакарската федерација, кој што го работиме од љубов на еден начин и го промовираме кајакот во светски рамки, но они лично па придонесуваат од друга страна за развој и популаризација на кајакарскиот спорт во нашата држава, во рамките на нашите граници. Македонија е претежно планинска земја. Располагаме со поволни природни, климатски и релјефни предуслови за развој на авантуристичкиот туризам. Во земјава има голем број региони кои поседуваат сериозен природен и културен потенцијал за создавање квалитетни производи во различни форми на авантуристички туризам. Тие може да обезбедат значаен економски ефект. Време е за мрежа. Авантуристичкиот туризам на глобално ниво зема се поголем замав. Брзиот и силен развој првенствено се должи на тоа што тој нуди туристички продукти или сервиси кои се поинакви од оние на масовниот туризам. Станува збор за динамичен сектор со многу брзи промени и само висок степен на адаптибилност и вградување нови знаења ќе обезбеди конкурентска позиција за компаниите. Токму затоа, речиси сите влади или управувачки тела кои го координираат развојот на дестинациите посветуваат големо внимание врз едукацијата и примената на новите технологии. Заради природата на активностите во авантуристичкиот туризам што вклучуваат физички напор, учење нови вештини, како и стекнување нови искуства, значителен дел од лицата за ваков туризам се млади луѓе. Најбарани авантуристички активности се спортско качување, кајакарење, летање со параглајдер, тури со велосипеди.
За сите овие активности во Македонија постои висок потенцијал што и дава на дестинацијата многу поволна компетитивна позиција. Се разбира доколку финалниот облик на производот е соодветен на пазарните стандарди. Сите студии направени за туризмот во Македонија и каде би требало да се развива туризмот е тој алтернативен авантуристички туризам кој постои во сите стратегии за развој на земјава веќе 20 години и верувам дека не е само на хартија, него и почнува да се развива тој туризам многу. Има туристоточаци, луѓе доаѓаат за да летаат параглайдери овдека, доаѓаат за да скока, за да летаат со авиони и ние како земја им нудиме гостопримливост и ефтини сме. Планините во Македонија буквално, значи на сите страни, значи од Македонија се застапени и питоми се. Многу има потенцијал за планински туризам. Значи изобилува Македонија и греото е што не се искористени сите капацитети кај нас. Значи имаме врвови над 2500 метра, над 40 врвови имаме што се наоѓаат на надморска височина од 2500 метра и повисоко, што за европски рамки спаѓаат во високи планини. Така да можеме да се категоризираме со планините као високи планини дека имаме во Република Македонија. Со нашата конфигурација на терен што имаме, односно као планинска земја, не е доволно искористен. Значи ни треба повеќе помош, пред се бија акцентирал помош од државата да добиеме со изградба на капацитети сместувачки капацитети, као планинарски домови. Планинарските домови не се доволно искористени кај нас. Тие се останати, ретко кој има направен нов дом, тие се од времето, значи останати и што ги стопанисували. Доколку државата би помогнала со инвестиции во планинарските домови и тие домови нормално да бидат дадени на планинарски друштва, само да се одржуваат, сосема би била друга сликата за планинарењето кај нас. Секоја година беше се подобра и подобра за сите инволвирани во овој бизнис. Значи, интересот расте и кај домашните туристи, меѓутоа се повеќе и повеќе станувавме една атрактивна дестинација и за странските туристи, бидејќи тие претпоставувам веќе секаде поминале и останува Македонија како еден интересен цел Балкански полуостров, меѓутоа Македонија поготово како еден интересен дел кој нуди одлични можности за развој на маунтин байк туризмот воопшто и за општо сите спортови поврзани со планина. Охридското езеро и општо целиот Охридски регион има огромен потенцијал за развој на авантуристички туризам, рурален туризам и многу видови научен туризам и други видови награнки од туризмот. Пример, Охридското езеро изобилува со 10 подводни археолошки локалитети од бронзено време и постари, тоа се наколните населби. По тоа е познато Охридското езеро во научната археолошка јавност. Исто така, Охридскиот регион има богата историја, како во гастрономска гледна точка, авантуристичка гледна точка, научна гледна точка, значи да ги земеме сите сегменти, Охрид е богат. Македонските предуслови за авантуристички туризам произлегуваат од природните карактеристики на земјата како клима, релјеф, естетика на просторот, биодиверзитет, културното наследство во материјален и нематеријален облик, инфраструктурните карактеристики во регионите со најголем потенцијал за развој на авантуристичкиот туризам и состојбата со човечки ресурси, примарно наблюдувана како потенцијал, а не како готови кадри подготвени веднаш да бидат вклучени во туристичките процеси, иако мора да се биде реален и да се земат предвид негативните демографски тенденции, кои буквално од ден на ден го редуцираат домашниот потенцијал на стручна и работна сила. Во последно време во Македонија се направени значајни напори за развивање на авантуристичкиот туризам. Тие биле главно помогнати од странски донации. Ако го земеме туризмот што е поврзан со воздухопловството, убава структура има, да речеме, Крушево како почеток за параглайдерските активности,
оваа структура има Охрид, а на сите други места треба да се развива таа структура, особено делот за сместувачки капацитети и места за обедување. Воздухопловната федерација на Македонија има стратегија за развивање на параглайдерството и во делот на истокот, значи македонскиот исток, значи има и таму прекрасни места за летање кај Виница, кај Кочани, така да Македонија е убаво место за летање параглайдери. Авантуристичкиот туризам е одлична шанса за земјите во развој. Според податоците на Светската туристичка организација, бројот на пристигнувањата во земјите во развој се изедначува со бројот на пристигнувања во развиените земји. Предвидувањата за 2030 година се дека 57% од сите пристигнувања во светот, кои за таа година се предвидуваат да бидат 1,8 милијарди меѓународни патувања, ќе бидат во земјите во развој. Генерално туризмот во новите растечки дестинации ќе се развива со многу повисока стапка на раст во однос на развиените дестинации. Во светот, во светски рамки, се почесто се зборува и се практикува авантуристичкиот вид на туризам. Каков е потенцијалот на нашата земја и каде ние стоиме во таа насока? Да, овој вид на туризам кој што е вид на селективен, кој што во него има многу видови, други подвидови на исто така поселективни туризам, е во светот во последно време многу атрактивен и кај нас. Дури ние имаме анекдота, нели се шалиме полно пати, знаеме да кажеме не имаме туризам, имаме авантуризам, меѓутоа дај Боже да и така. Така да и кај нас е не е баш во зародиш, меѓутоа можеме да кажеме дека веќе е во целосно, во функционално на многу видови. Кога збориме за тој вид на авантуризам, значи као вид на селективен вид на подвид на туризмот главен, во основата се работи тука за многу видови на туризам. Иначе она што е својствено за овој вид на туризам, тоа е дека тоа се работи за природна околност, значи за поврзано со природата, со адреналинот и со сето она што некој сака љубител или некој посетител или вид на туризам сака да го истражи, да го види, да го доживее едноставно. Ние како држава со нашите природни појави и како стратегија се однесуваме на тоа дека нашиот целовид градба на целокупниот туризам се сведа на две нива: културата и природата. И врз на тоа и овој вид на авантуризам припаѓа и му се оддава внимание и во однос на страна на државата и во однос на приватниот сектор, така да и ние сме во склоп на сето тоа во рамките на она што во светски рамки се наоѓа на. Сега дали имаме такви услови, се надевам дека во текот на емисијата ќе ги откриеме и ќе ги најдеме. Проверував некои анализи. Интересно е да се напомене дека статистиките покажуваат дека младите многу повеќе го препознаваат овој вид во сите негови потформи, за разлика од повозрасната генерација, и дополнително жените се побројни во негово практикување од машката популација. Како е кај нас? За жал ке нас не се водат никакви статистички податоци во однос на овој вид на туризам, значи буквално нити во генералната општа статистика, нити од она, да речеме, од пазарот што би дошло од оние што го нудат како вид на туризам, и тоа е еден стварно хендикеп. Ние сме хендикепирани во однос на тие статистички информации. Меѓутоа, да, во генерална основа, кога видиме на она што во светот се применува, па мислам дека и кај нас, дека се работи пред се за туризам кој што ги привлекува пред се младите, авантуристите, љубителите, оние што сакаат адреналин и така натаму. Значи се работи за видови на туризам кои што се многу бројни тука: рафтинг, кајакинг, качување. Дури замислете во качувањето по карпи имаме 2-3 вида и таму дури имаме подвидови, 2-3 федерации кои се занимаваат, едно со алпинизам, друго со спортско кажување, вија фератата е трет вид на работа. Иначе генерално многу е добро, што е интересно, што се работи за еден вид на туризам кој што не е сезонален, тука е распространат во текот на целата година. Значи, дали е зимско, есенски, пролетен, летен, може на секаде, значи тоа е една од предностите и компаративните анализи на овој вид на туризам. Иначе да, младите се претежно, сега дали за жените и за мажите немам информација да ви кажам право, дај Боже да и така, меѓутоа мислам дека нормално се работи за луѓе кои што се мала група на луѓе кои што доаѓаат на овој вид на туризам. Дури некои на светот ги викаат и по друг име, како бекпекери и така натаму, меѓутоа
За жал, пак е повторам, ке нас немаме такви информации. Тоа е една од главните и основните проблеми кои што ни доаѓаат секогаш, како да го исцрпиме тој податок и како да го ставиме утре на некој си програм или статистика за да можеме да го развиваме. Имаме планински врвови кои што може да бидат особено атрактивни за развој на овој тип на туризам. Понатаму би сакала да го споменеме Крушево, кое што се најде на мапата на параглайдинг во светски рамки, значи е атрактивно. Во таа насока што ни недостасува? Дали имаме проблем со инфраструктурата, дали имаме проблем со образованието или воопшто ни недостасува малку стратешки да го видиме целото како една убава слика во која што може многу да се инвестира? Да, Македонија е позната по тоа што има голем број на врвови, на планини, ние сме таква и по географска субјект дека сме познати во светот со височини. Меѓутоа, ако збориме во однос на инфраструктурата, тука сме сепак заостануваме во многу дел. Ако на почетокот, пред 20 на години, кога се уште као туризам немавме ни национална стратегија, нити некакви си познавање, нашата основна компонента беше да се направи свесноста, да се разбуди кај луѓето и во државата и кај луѓето да се разбуди свесност за туризмот. Може би успеавме во тој веден начин. И по мене, значи, еден од главниот хендикеп е понатаму едносно и развивањето на инфраструктурата. Без инфраструктура, ако збориме за инфраструктура, не се работи само за патишта, за пристапни патишта, за сигнализација, него и сместуваш инфраструктура. Капацитети во однос. Например, се работи овој сепак авантуризмот е вид на специфичен туризам кој што се работи за далечни планини, визини и така натаму, каде што осем некои си ловни или планинарски домови, немаме голем капацитет. Значи, тука ни фалат во однос на тоа да направиме не само домови, него и прифатилишта, спасувачки центри, се работи за одреден вид на, пошто се работи за тежок вид и на спорт и на туризам, се работи за одредени служби горски, например, држава немаме таков начин, она што се служи и денеска тоа се однесува на хеликоптерската служба во однос на полицијата или од армијата и тоа, значи, сепак тука сме во многу голем хендикеп и мислам дека треба понатаму не само него и во законската рамка и во стратегијата се стават овој вид дека сепак авантуризмот, ако прифатиме да го развиваме, а ние за жал во моментов немаме ни национална стратегија, истечена е пред 2-3 години, и ако одлучиме да го развиваме овој вид на туризам, тоа сепак треба во стратегијата се стави и компонентите, и карактеристиките, и што ни треба буквално за да се развива во туризм. Зошто не го препознаваме дека има економски потенцијал за нашата држава? Па, мислам дека ќе се свратам на претходното прашање што го рековте, статистичките податоци. Значи, ако вие као држава или као економија немате податоци што толку и колку се остава во таа економија, ние знаеме под наводници дека тоа останува и во локалната економија голем број на средства и одреден број на луѓе кои што доаѓаат во рамките на тие, не знам, ловни или, ама за жал, ако ги немате као статистика, вие немате податоци доволно за тоа што се однесува. Затоа мислам дека тука треба повеќе да работат и самите здружени и тие што занимаваат со овој вид на туризам. И тоа е генерално, например, можеме да кажеме дека во 2016 година као агенција за туризам и државата имаше еден оволе супер светски настан преку Светската асоциација на авантуристички туризам, АТТА, кој што организиравме, беа пристапи многу, преку стотици, можеби такви туроператори, друженија, федерации што се занимаваат буквално со ова вид. И тука на тие панел дискусии дојдовме до сознание дека да, имаме природни услови, имаме све, меѓутоа организацијски дека ќе треба доста да се поработи малку. Колку еве и во образовните политики може да се разгледа како опција да се вклучи со оглед на тоа што знаеме дека младите бегаат, зошто еве не го препознаеме тоа како потенцијал за да ги задржиме младите луѓе? Па во образовните политики се однесува сепак за водичи, за таков вид на тие луѓе што се занимаваат на спортски, може во спортот да се придружи. Се работи за еден вид на дејности кои што може сега да се прифатат. Значи не само во туризмот, нели во спортот, можеби во локалната економија и така натаму. Да, потребно е и се надевам дека ако искажат потреба за тоа што мислам дека еве например за туристичките водичи сосема ние сме го обработили во законската процедура и тоа си постои и за водичот и за придружител. Меѓутоа е сосема нешто друго, дека се работи за специјални видови на водичи во природа,
горски водичи, како ги викаат, планински водичи и така натаму. За жал не се офатени во законската регулатива тие и она што јас имам како податок се дека се однесуваат на тие водичи земат меѓународно ниво и само го пренесуваат тука знаењето на внатре во државата во. Иначе се работи за туризам кој што сепак без такви специјализирани луѓе, организирани луѓе кои што се занимаваат, вие не можете самостојно да вршите као дејност. Во светот морам да кажам, например, покрај тој, се работи за тематски паркови, например. Ние тука мањкаме, да речеме, во тие тематски паркови. Ви имате супер адреналински или тематски паркови, спортски тематски паркови во светот, не знам, во однос на Гардаленд, во однос на банджи скокање или не знам што, кај нас се уште тоа го нема. Зиплајнот исто, дури нема ни законска регулатива. И тука пробавме преку разни проекти, надворешни, преку гранични, да го донесе, меѓуто ако немате законската регулатива да се регулира, односно тоа не можете да успеете да ја оправдате инвестицијата и така натаму. Така да се надевам дека и во тоа ќе биде потребно и треба да се стави во законска регулатива и во стратегија и во програмите и плановите на институциите. Ги споменавте планинарските домови, истражувајќи за емисијата, видов дека некои од скандинавските земји имаат дури една интересна култура на негување на тие домови, во кои што буквално има се, само доаѓаш, се сместуваш онолку колку што треба издвојуваш, оставаш, значи едно ново ниво за кое што можеби и нас ни треба да поттикнеме една таква култура. Во таа насока, колку промоцијата на овој вид туризам би влијаела и на негово популаризирање, а и на промовирање на таа култура? Не само планинските домови, например, во светот е познат глампингот. И е такви вид на прифатилишта се и на високи планини, во снежни, во услови, во летни, се прават. Тоа се и денес не премногу интересно и преубаво и дури. А планинските домови ке нас исто имаме една мала као влада, знам се сеќавам на пред 10 и више години, планинските домови се уште немаат нити имотен лист. И тоа е основниот проблем на секој еден кој што сака да инвестира во таа една мала инвестиција. Меѓутоа, ако вие немате имотен лист, не се знае под чија владени уште замислите Југославија. Ако вие немате, onda нема интерес кој инвеститорот самиот, дали се тоа самите водичи или здруженија или федерации, да инвестираат. И тоа знам, тоа е исто еден генерален проблем кој што знам дека во Тито Велес, на Тито Врв горе беше направен еден планински дом и одредено време поради многу тешки услови се донеса до таму, значи градежниот материјал, дрво или камено или бетон или што ли е. Денеска е или девастивиран или е уништен од страна на природата и одредени на луѓе кои што одат таму. Значи културата и ке нас внатрешно мора да поработиме малку и внатрешно на колку и да ставаме означуваме, например, као држава знам дека многу ставивме ознаки и туристички во однос на домовите и означување на патеки и означување на вија ферати, на качувачки, спортско качувачки ознаки. Многу дел од нив народот за жал ги уништуваат. И тоа е исто една проблем кој што ни прави во вид во развод на овој вид на туризам. И еве апел до сите тие да се однесуваме во однос на тоа и во однос на природата и во однос на што човекот го има поставено, да се однесуваме со совест и со култура во однос на тие и домови или се прифатилишти и така натаму. Би сакала да заокружиме со кои се најинтересните локации кои што потенцијално можеме да ги издвоиме како атракција која што е активна сега. Да, па добро, мислам дека тука кај нас бар во Македонија мислам дека се знае. Тоа се претежно и се уште развиените, подобро развиените планински предели како што е Шар планина, Маврово или Галичица, параглайдингот во Крушево, во Галичица се прави нели исто параглайдинг една стаза. Кајакарството мислам дека малку беше, меѓутоа мислам дека опаѓа можеби, меѓутоа има фрегати разни што се прават и на Вардар и на Дрим и така натаму, така да парцијално има нуркање. Например во Маријево знам дека најново го видов, мислам дека не на овие туристички прикази од вашава телевизија, од македонска телевизија, дека веќе некои ентузијасти двајца
прават одење во однос во реките, малите реки кои се таму во Мариово по текот на реката и така натаму. Радика е интересна за кајакарење или за кајакарење, како се вика ова, како што е на Тара. Еве Тара, например, во обстојство што направи во однос на тоа кајакарење, тоа е стварно, мислам, нешто феномен кој што знам дека голем број на македонци дури да таму. Меѓутоа, тоа е сепак сериозна организација и сериозна, како да го речам, еден производ кој што треба да се развие, кој што ако сте сфатиле дека треба да го развиете, треба сериозно да се нафатите на таа тема. Иначе, да, тие се претежно ке нас. Заборев да кажам Димир Капија во однос на алпинизмот и на спортското качување, Димир Капија, Маврова, Матка, интересна исто. Тука спаѓаат и пештерите, да не ги заборавиме. Така е, да. Врело знаеме што на каков глас допре во однос на тоа дека е втора во Европа, трета во светот во однос на подземната пештера, најдлабока пештера. Многу пештери со, меѓутоа и тие ако ги земеме на крај, сериозно треба да се инвестира во нив, прво да се направи менеджмент план, па да се инвестира за да утре као туристичка атракција биде препознатлива, посетена и да биде ставена на картата на туристичките карти. Авантуристичкиот туризам е многу еластичен. Може да биде отпорен на економски, здравствени, политички, па и друг вид на кризи. Според Светската организација за авантуристички туризам, АТА, авантуристичкиот производ треба да содржи најмалку две од следните три компоненти: физичка активност, природно обкружување и културна размена. Ајде да погледнеме што ни подготви Огнен. Оваа репортажа која што ви ја носиме од Солун и од Грција се однесува на планината Олимпи на метеорите. Кога ви паѓа на памет Грција, сигурно не ви паѓа на памет облаци, брановити и ветровити состојби околу времето, но може би не ви паѓа ништо на памет друго освен водените спортови. Овој пат авантуристичкиот туризам. Заедно со екстремните спортови се дел од нашето истражување. Разговараме токму со членови дури и на Олимпискиот комитет во однос на тоа како се спојуваат екстремните спортови, авантуристичкиот туризам, заедно за младите, зачувување на културното наследство и слично. Затоа останете со нас, ќе проследиме уште една репортажа за приказна. Λοιπόν, η Ελλάδα, όπως ξέρετε και εσείς φυσικά, είναι μια χώρα που έχει θάλασσα και είναι το πρώτο προϊόν της και ο πρώτος προορισμός για ξένο κόσμο βασικά και για τους Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση να γνωρίσει και τα βουνά, γιατί και τα βουνά στην Ελλάδα είναι πολλά και πολύ όμορφα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι με τα βουνά και με τη θάλασσα θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το προϊόν που λέγεται τουρισμός και θα μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολύ κόσμο κοντά στα βουνά που στην Ελλάδα μέχρι πριν αρκετά χρόνια, πριν λίγα χρόνια δεν είχαν τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό. Οι νέοι αγαπούν τα βουνά, αγαπάνε και τα σπορ που γίνονται πάνω στα βουνά πλέον, γιατί είναι ενδιαφέροντα και πραγματικά είναι σαν extreme sport. Υπάρχει η δυνατότητα πλέον να ασχολούνται και με αυτά, με την αναρρίχηση, με το ρυβατικό σκι, ακόμα και με τις πεζοπορίες σε κάποια πιο δύσκολα βουνά που τους θεωρείται και αυτό κάπως σαν extreme sport. Νομίζω ότι αυτό το προϊόν είναι καλό να προχωρήσει και να διαδοθεί ακόμα περισσότερο και να γίνει και διεθνή προϊόν με την έννοια ότι πολλοί ξένοι να έρχονται και για αυτό το λόγο στην Ελλάδα και όχι μόνο για τη θάλασσα. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών έχει ιδρυθεί εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 60, και βέβαια αυτό το οποίο κάνει είναι ακριβώς να φέρνει τον κόσμο κοντά στο βουνό, κοντά στη φύση δηλαδή τελικά. Με ποιο τρόπο το κάνει αυτό? Διοργανώνουμε πολλές εξορμήσεις στα βουνά, κάθε εβδομάδα μονοήμερες, πολλές φορές διήμερες και τριήμερες, το καλοκαίρι πολυήμερες, τόσο στο εξωτερικό, όσο και τα νησιά της Ελλάδας. Μας αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουμε στα νησιά. Διοργανώνουμε αγώνες σχετικούς με την ορειβασία, ορειβατικού σκι, αγωνιστικής αναρρίχησης.
Έχουμε ομάδες αθλητικές, νέα παιδιά που τα υποστηρίζουμε για να θεραπεύουν ακριβώς αυτά τα αγωνίσματα. Έχουμε καταφύγια, έχουμε 2 καταφύγια. Το ένα είναι στο κοντινό βουνό της Θεσσαλονίκης, στο Χορτιάτι, όπου πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος για μια εύκολη σχετικά εξόρμηση ορειβατική, για ένα ορειβατικό περίπατο θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο. Και βεβαίως έχουμε και το καταφύγιο στον Όλυμπο, το Γιώσος Αποστολίδης. Έχει το όνομα ενός από τους ιδρυτές του συλλόγου, ο οποίος αγωνίστηκε και δούλεψε πάρα πολύ για να γίνει αυτό το καταφύγιο. Αυτό το καταφύγιο είναι το ψηλότερο κτίσμα σε όλα τα Βαλκάνια. Είναι σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. The Zeus sent us a message. Welcome. Welcome to my home, say. Η ζωή μου μοιράζεται ανάμεσα στα μετέωρα και στον Όλυμπο, στους 2 πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς και προορισμούς φυσικά για τα σπορ του βουνού. Ασχολούμαι πάρα πολύ με την αναρρίχηση πάνω στο βράχο και με το ορειβατικό σκι. Αυτό λοιπόν που προσπαθώ να κάνω, ειδικά στον Όλυμπο που ζω τα 5 με 6 μήνες περίπου της ζωής μου κάθε χρόνο, είναι να πληροφορώ τον κόσμο, να τους δίνω τις πληροφορίες έτσι ώστε να κινούνται με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στα τελευταία 200 μέτρα του βουνού, που είναι τα πιο δύσκολα και τα πιο επικίνδυνα. Ο Όλυμπος γενικά έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλής μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που έχει έρθει σε πρώτη επαφή στη ζωή του με κάποιο βουνό, δεν είναι κάποιο βουνό το οποίο είναι χαμηλό, είναι ο Όλυμπος και φυσικά τα τελευταία 200 μέτρα. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με τη δημοσιότητα που έχει πάρει το βουνό. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν εμείς να τους πείσουμε και να τους πούμε είναι ότι ξέρετε τι, δοκιμάστε να πάτε και σε κάποιο άλλο βουνό πρώτα και μετά ελάτε στον Όλυμπο. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου οι οποίοι επισκέφτονται τον Όλυμπο για πρώτη φορά στη ζωή τους σαν ένα βουνό και φυσικά μετά δεν ξαναπηγαίνουν σε κάποιο άλλο βουνό γιατί απλά μπορούν να φοβηθούν. Άρα δεν είναι ο σωστός τρόπος το να προσεγγίσεις το βουνό σαν εμπειρία, σαν άθλημα, σαν δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν να γίνονται μικρά βήματα και μεθοδικά έτσι ώστε να φτάσεις προς το τέλος. Θα έλεγα ότι όλη μας η δράση εμπνέει νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν πάντα κάτι καλό, να δουν κάτι καλό. Το γεγονός, ας πούμε, ότι καθαρίζουμε ένα μονοπάτι, ότι προσέχουμε το βουνό, ότι μαζεύουμε πάντα τα σκουπίδια μας, δεν αφήνουμε τίποτα εκεί, πολλές φορές μαζεύουμε και τον άλλον δηλαδή. Έτσι, όλα αυτά βοηθούν και εμπνέουν τους νέους ανθρώπους. Οι δράσεις όμως που κάνουμε, η γνώση που αποκτούν για το βουνό, είναι εντελώς διαφορετικό να ανεβαίνεις σε ένα βουνό χωρίς να ξέρεις τα μυστικά, ας το πούμε κατά κάποιον τρόπο, πώς πρέπει να ντυθείς, πώς πρέπει να κινηθείς, πώς πρέπει να τραφείς, τι να πιείς, όλα αυτά. Είναι κομμάτι της, ας το πούμε, της διαδικασίας που τα μαθαίνουν νέοι άνθρωποι που έρχονται κοντά μας στο βουνό και βεβαίως κυρίως είναι ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε. Η αγάπη που έχουμε για το βουνό και αυτό θα έλεγα είναι που κάνει τους νέους ανθρώπους να έρθουν κοντά και βεβαίως και τα αγωνίσματα, γιατί οι νέοι άνθρωποι έχουν και τη διάθεση να κάνουν κάτι πιο έντονο θα λέγαμε από κάποια απλή μετάβαση ή από ένα περίπατο στο βουνό ή ένα σκαρφάλωμα. Θα σκαρφαλώσουν, θα κάνουν ορειβατικό σκι πιθανόν που είναι μια ιδιαίτερη δραστηριότητα, θα κάνουν αναρρίχηση. Όλα αυτά τα βοηθάμε διοργανώντας και σχολές. Διοργανώνουμε και σχολές ορειβατικού σκι, σχολές αναρρίχησης, σχολές ορειβασίας, τις οποίες κυρίως πλαισιώνουν νέοι άνθρωποι κατά κυριότητα και είναι ένας τρόπος, θα έλεγα, ίσως ο καλύτερος τρόπος να έρθουν κοντά στο βουνό. Είμαι ένας από τους, εκτός από mountain guide, από οδηγός βουνού, είμαι και εκπαιδευτής φυσικά των αθλημάτων. Ασχολούμαι ειδικά με το σύλλογο στα επίπεδα των σχολών και είμαι αυτός που είμαι ο διευθυντής της σχολής πάνω στην αναρρίχηση και στο ορειβατικό σκι. Μέσα από αυτές τις σχολές δίνουμε όλες τις πληροφορίες και
τα πάντα που ακόμα και τα υλικά μπορούμε να προσφέρουμε μέσα από το σύλλογο, που μπορεί να κάνει κάποιον νέο να ασχοληθεί με τα αθλήματα του βουνού, όπως είναι η αναρρύθμιση, το ορειβατικό σκι και η ορειβασία. Πιστεύω ότι το πρεσβεύουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε όσο και γίνεται καλύτερα. Φυσικά πάντα μέσα στους κόλπους του Συλλόγου και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρύθμισης. Η Ολυμπιακή Επιτροπή δυστυχώς ασχολείται μόνο με αυτά που είναι Ολυμπιακά αθλήματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει 2 από τα αθλήματα που ασχολούνται, που οι σύλλογοι μας έχουν στις τάξεις τους, το ορειβατικό σκι και την αναρρύθμιση, έχουν μπει στην Ολυμπιάδα. Οπότε στη χειμερινή Ολυμπιάδα μπήκε, πρώτη φορά θα είναι τώρα στην Κορτίνα Νταμπέτζο το 26 το ορειβατικό σκι, και ήδη 2 φορές η αγωνιστική αναρρύθμιση έχει γίνει άθλημα Ολυμπιακό και ήταν στην Ολυμπιάδα του Τόκιο και στην Ολυμπιάδα του Παρισιού. Από την επόμενη Ολυμπιάδα μάλιστα γίνεται και άθλημα το οποίο θα είναι σταθερά στο μόνιμο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, και από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά δημοφιλή, έχει γίνει δημοφιλή σε όλο τον κόσμο. Με αυτή την έννοια ότι και η δική μας Ολυμπιακή Επιτροπή θα πρέπει να προσέξει αυτά τα 2 τα αθλήματα, τα οποία ας πούμε ότι θεωρούνται στα extreme sport. Βέβαια είναι ασφαλή όταν τα κάνεις με τους κανόνες και με τον τρόπο που πρέπει. Βλέπουμε ότι ο κόσμος το αγαπάει το βουνό, έρχεται όλο και περισσότερο, έχει ανοίξει ένας δρόμος θα έλεγα, υπάρχει σαφής διαφορά με το παρελθόν και αυτό το δρόμο θέλουμε να τον κρατήσουμε ανοιχτό για να γνωρίσει και να αγαπήσει ο κόσμος ακόμα περισσότερο το βουνό και γενικά τη φύση. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι να προσθέσω μόνο αυτό, ότι σε όλα τα Βαλκάνια υπάρχουν ωραία βουνά και θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των κρατών. Εμείς προσπαθούμε αυτό να το περάσουμε, γιατί θα πρέπει να ρίξουμε κάποια στιγμή τα σύνορα και τις διαφορές. Θα πρέπει, όπως στην Ευρώπη, ασχολούνται όλοι με όλα και πάνε ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη. Δυστυχώς εδώ στα Βαλκάνια αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει κάποια στιγμή να το ξεπεράσουμε και να δούμε το κοινό συμφέρον όλων των κρατών. Ниту една тема нема само една страна. Тие се повеќеслојни и затоа овие репортажи кои што ви ги носиме во ТВ магазинот Приказна ги опаќаме од неколку аспекти, а за работи кои што можеби не сте ни размислиле дека веројатно имаат толку многу работи кои што треба да се разгледаат. Затоа авантуристичкиот туризам и екстремните спортови, иако прва идеја што ви паѓа на памет од држави не е Грција, но сепак има толку многу што да понуди, ние само ви донесовме еден многу мал сегмент од тоа што може државата и земја како Грција да направи со авантуристички туризам, екстремни спортови, но истовремено зачувување на културното наследство, развојот на младите и воопшто за природата и историјата. Природно, заради нашата спортска активност, и тој се развива. Зошто викам природно? Бидејќи спортското качување како олимписка дисциплина спортска, целиот тренинг и активности и надпревари ги обавува на вештачка карпа. Тренинзи и надпревари така натаму. Но почетоците на самото спортско качување се на природна карпа. И за да не се запостави тој дел, едноставно и да се проба својата психофизичка способност, се оди на природна карпа. За да во последниве години карпите, че тој спортското качување на природна карпа, стана популарно и ке обични граѓани. Така да самото спортско качување на природна карпа веќе е и туризам, да речам екстремен авантуристички туризам, кој што е се попопуларен и попопуларен. И сега ние на оваа територија од 200 километри имаме огромен потенцијал за аутдор туризам, кај што можат цели региони да живеат од тоа. Само за пример, во Демир Капија, кој што е ударно најстаро место, кај што се развива и како спортски, како аутдор туризам, луѓе идат за вино, идат за кајак, ама тие стално што се враќаат, се тие што качуваат по карпите и тие се нон-стоп таму. И Маврово, огромен потенцијал, кој што зимски туризам е веќе краток.
Ама другиот вид на туризмот, качување по карпа, маунтин байкот, планинарењето, може да биде 12 месеци. А ние таму немаме планинарски дом. На Шар планина немаме планинарски дом. Една Словенија има на тој радиус, како Шара и Мауро има 200 дома. Спортското качување на природна карпа го има Демир Капија, Матка, иако Матка е веќе не толку актуелна, бидејќи е преполна со друг вид на посетители. Кадина река, тоа е позади водно, позади Китка, супер локалитет. Бислимска клисура, Куманово, тоа во времето на корона направивме насоки за качување и сега е секој викенд преполно. И со качувачи, планинари и така натаму. Маврово, покрај Радика, таму имаме локалитет, кој што нуди можности за многу повеќе насоки за качување. Значи во карпата се поставуваат клинови, тие се качуваат, тоа се вика една насока. Охрид, полека го развиваме. Пилавтепе, тоа е помеѓу Штипи и Радовиш, тоа е локалитет за качување. И Прилеп, како болдер дисциплина, значи тоа е со душеци, се качуваат карпи и тоа е посетено од цел свет. Постојано има таму качувачи доаѓаат. Ски турингот, последно време, бидејќи нашите ски центри малце чекорот го изгубија со модернизација, и ски турингот е доста популарен, а сега како спортска дисциплина стана и олимписки спорт. И има нуди многу Македонија за ски туринг. Тоа е движење со ски под терени кои што не се со ски лифти и жичари, но за жал нема планинарски домови. Така да е се уште во среден век фаза, бидејќи туристите кога ќе дојат можат само на една дневна тура да додат на планините, бидејќи нема кај да преспијат горе по тие предели на Шара. Понатаму маунтин байкот, кој што може да кажам дека е доста добро развиен и го има доста проекти помина за правење на патеки низ цела Македонија. Другите работи, планинарство, тоа е со традиција. 100 години планинарство има во Македонија и тој се развива. Нуркањето е адреналинска подводна атракција која има потенцијал во нашава земја. Време е за артикулација. Кајакарењето како спорт е многу популарен во Македонија, особено на кањонот Матка и на Охридското и на Преспанското езеро. Езерата нудат одлични места за кајакарска регата. Мавровското и Дебарското езеро, без исклучок, се идеални за самостојни кајакарски уживања и доживувања. Ова е одличен спорт за оние кои сакаат забава, вода и адреналин. Планинскиот велосипедизам станува се позастапен спорт во Македонија, каде постојат буквално илјадници вон теренски и крос патеки. Секој планинарски клуб изнајмува велосипеди и организира регионални тури за планински велосипедизам и помали локални тури. Клубовите дополнително го поттикнуваат развојот на велосипедски патеки низ Македонија, како и на локалниот одржлив туризам за историските и природните локалитети од интерес. Во Македонија едрењето е достапно на Охридското и на Преспанското езеро. Едрењето како рекреативна активност и релаксирачки воден спорт е многу популарно во Македонија. Македонија има одлични предуслови за развој на авантуристичкиот туризам, кој на меѓународно ниво има многу повисока стапка на економски раст во однос на масовниот туризам или пак другите економски дејности. Дали авантуристичкиот туризам ќе биде генератор или подкрепа на економскиот развој во нашава земја, зависи само од нас. Тоа беше се што ви подготвивме за денес. Довидување!